Само што го направив новото интервју за Лизгачки старт, мојата емисија што оди на М телевизија со полковник Драган Ковачки, ќе се емитува утре во недела во 20 часот, ќе пуштам утре и линк, ќе можете да го гледате. Просто кажано бев шокиран, ме остави подзинат за некои работи за кои што зборевме кога кажа дека армијата под водство на Славјанка е во потполен колапс, со истисната, со максимално намалена борбена моќ, исто како со МНАФ, со луѓе кои што се примаат за офицери, што се унапредуваат со корупција, некои осудувани, некои гонети заради криминал, грабежи, со неположени тестови за психолошки, на разни начини, нели, ставани на видни позиции за сметка на тоа големи професионалци тргани, маргинализирани на страна со искуства од разни мисии странски и така натаму. Ме остави шокиран кога кажа дека денес во армијата има само граѓани со униформа, нема војска. Тоа е шокантно кога ќе чуете од човекот чишто место во армијата мирува затоа што е пратеник во моментов кога ќе ви каже дека една таква работа, дека има само граѓани во униформа, немаме војска, немаме никаква борбена моќ и тоа е шокантно за нас обични смртници кога ќе свата дека во сопствената држава се оставени на милост и немилост во овие турбулентни времиња кога секој момент може да дојде до глобален конфликт без конкретно вооружување за одбрана, имунолошкиот систем тотално метастазиран. Зборувавме на вистина и мене ме инспирираше со муабетот, му поставував многу интересни прашања затоа што буквално од шокот што го предизвика кај мене, се надевам дека сето тоа ќе се смени многу брзо. Ве поканувам, јас утре са бајле ќе објавам, уште еднаш ќе ве потсетам за емисијата рано са бајле, линкот ќе ви го пуштам пола сат пред да почне емисијата, значи почнува утре вечер во 20 часот. И навистина треба да ја погледнете. Толку сега за сега и се гледаме пак во некоја друга прилика. До тогаш останете сите здраво и како да ви кажам, препуштени сами на себе, само Господ може да нас спаси. Нормално и ова е мала шала, него сега сакам да кажам сите треба да сватиме во каква состојба ни се наоѓа државата и народот и дека треба се да преземеме, да ги тргнеме овие квислинзи од власт по секоја цена. Секоја секунда нивна помината и понатаму на власт заедно со ДУИ е убиство тоа е само убиство на македонскиот народ, доколку го дозволи тоа. Убав ден и се гледаме пак. Кој ден ги гледам овие нашиве вртикапа телевизии, кога оп на екранот Кристина Агилера од Калено горе има нешто да ни каже. После 100 изјави дека САД или никад не се мешаат во внатрешните работи и органи на Северна Вани, а се мешаат ко свекрва на снаа у тенџерето што се меша. Таа излезе да го праша Мицковски што ќе им понудил на граѓаните после победата.
да им кажал уште од сега како ќе го решал прашањето со бугарите. Ја мајката! Ај шо отворено застанувате на страна на криминалците од СДС и ДУИ, туку и нели не се мешате во внатрешните работи со услови од типот ајде кажи сите да чуеме па да знаеме кај да те заебеме. Па, господја Агилера, ако ова не е мешање, не знам што е. Поише мешање има у Тетово ноќен бар или ајвар ко се прави, ама вие си знаете кај се не мешате. Како второ, отворено застанувате за корупција и криминал што се гледа од кинескиот зид, дури ако се опулиш убаво и оддалеку, а нели се борите као против корупцијата. Ама кога човек ја види генезата на главните ваши газди, демократите на чело со дедо Педо Џо звани Бајденчо Најденчо или по српски Стара Саплетуша, ништо не може да не изненади. Со еден збор, владавина комунизма или катаклизма комунизма. Си ги форсирате своите, комуњарите и марксистите, ленинисти. И така на секаде по светот си правите. Така Комунистичката партија на Америка или попозната како демократи и нивните кловнови до сега го бутаа светот во неколку војни, од кои едната најголема со кловнот Зеленски и втората меѓу најкрвавите во појасот Газа. Но тоа няма значение, битно е бугарите да влезат во уставот, иако врска немаат со Асномска Македонија. Никако не придонеле за Асномска Македонија, напротив, беа овде окупатори. Значи не учествувале, немаат ни еден, ниту едно градбено тровче во темелите на современата македонска држава. Инаку, во матичната си држава демократите во Америка градат класичен антикапитализам, високи даноци со цел за финансирање на војни во светот, строги регулативи против бизнисот низ фасадата на левичари, прогресивци и разни либерали, потоа губење на националната свест на државите низ комунистички пристап дека се е беззначајно, а само новите вредности се окей, како на пример оние ЛГБТ, ОПРСТ, УФХЦ, ЧДШ. Значи, тие заедници, мислам, немање родови, немање полови, мочање на мушки манијаци во женски тоалети, уништување на женскиот спорт и милиони други новокомунистички бестијалности. И за тоа време, промовирање на комунизмот во САД или никад со закани по безбедноста на Тексас и на сите држави кои не ја прифаќаат политиката на зачувување на Америка, туку емигрантската шема на Сорос помогната од дедо Стара Саплетуша, закани со оружје и војска кон Тексас и другите држави, мислејќи дека тоа се Македонија и Грузија, нели, па и сега ќе си ги дупиме. Ама тамо имало национална гарда, па тие околните држави се осеќале како брача со нив, нешто како Косово, Албанија, овоно, па ќе се бранеле со заеднички сили. Или, по превод, заигра мечката изгледа и кај вас дома, драга амбасадорке. Епа, нашава баба Меца се умори од играње. Рускава бела мечка уште има кондиција, ама вашево гризли е орно да игра. Ќе поигра дедо Џо малку поиќе кај вас. Еми зашт? Еми така, најубаво се играло дома на крајот. И те молја без несразмерна сила кон Тексас, пошто не дупевте нас у Арачиново. Немој да си се излажал да употребиш тешка артилерија. Ке си го примиш, аберо тексашани културно и достоинствено ќапниш еден локум, што им го извезовме од Крушево, една тулумба поголема, и ке фатиш чадено за Вашингтон и ке му се извиниш на Трамп што го оплечка пред 4 години, а ние сами ке им се извиниме на СДС и ДУИ во мај. А месец мај е месец кад јебе чика јова змај. Ај сеа, амбасадорке, глеј си тоа Тексасот и не паламури.